Благодарам. Колешке Ивана Туфенџик. Навистина е убаво да се слушне како една млада колешка признава од оваа говорница дека чувствува лична одговорност затоа што ќе гласа за. Добро е, колешке, што признавте дека чувствувате лична одговорност и треба да чувствувате. Но ова покажува дека кај вас работи и свеста и совеста, затоа што правите нешто кое што е спротивно на волјата на граѓаните. Согласувам со вас дека граѓаните се повеќе од бројки и дека треба како политичари да направиме многу повеќе за нив, за да успееме да ги задржиме младите, а и сите оние луѓе кои што се иселиле или планираат допрва да се иселат. Но дали знаете зошто бегаат луѓето? Не бегаат само од економските, заради подобра економска перспектива. Колешке Туфенџик, младите, а и повозрастните луѓе бегаат затоа што веќе се огушени од сите политички притисоци кои што ги осеќаат во Република Македонија. Дали знаете дека дента на референдумот плачеа возрастни луѓе? Плачеа затоа што беа принудени спротивно на нивната волја да излезат и да гласаат. Затоа што тој ден трпеа невиден притисок од страна на нивните работодавачи. Тоа се случуваше дента на референдумот. Се случуваше и претходно во кампањата, но тој ден беше максимално изразено. Затоа луѓето бегаат од Република Македонија, затоа што има преку глава некој секојдневно да им врши притисок и некој секојдневно да им кажува што треба да прават, а не да ги слуша што сакаат да направат. Тоа е проблемот кај нас во Република Македонија. И ве молам да не манипулираме со јавноста. Овој договор е веќе пропаднат. Овој договор е мртов. Тоа граѓаните си го кажаа на 30 септември. Но ве молам, не манипулирајте дека со тоа што нема да помине во собрание, ќе пропадне или ќе се распадне Република Македонија. Напротив, граѓаните на 30 септември кажаа дека се против договорот и дека се против оваа влада. И со тоа што договорот со Преспа пропадна, граѓаните ви дадоа до знаење дека единствениот кој што треба да пропадне во овој момент е владата која што ја доведе Република Македонија до оваа положба. Секогаш постои подобар начин и подобар договор. Иднината е пред нас и ќе покаже. Ве молам да не манипулирате со граѓаните. Благодарам.